Колега Панчо Минов, почитувани колеги пратеници, почитуван председателе, задоцнатата правда е всушност неправда. Она за кое што би сакала јас како реплика на почитуваниот Панчо Минов да му коментирам е дека жалам што функцијата на народен правобранител во Република Македонија е политичка функција, а не носи некакви суштински промени според препораките кои што ги дава во извештаите секоја година, затоа што за жал морам да констатирам поради начинот на функционирање на оваа држава не можеме да уочиме кои се потребите на нашето општество поради таа задоцната правда. Сведоци сме деновите дека на Комисијата за политички систем пристигна извештајот на Народниот правобранител од 2019 година. Сакам да ве поправам и затоа се јавив за реплика, затоа што не Народниот правобранител ги следи постапувањата на владата, туку Собранието на Република Македонија по разгледување на извештаите од страна на Народниот правобранител треба да утврди мерки за спроведување на препораките, а владата на Република Македонија на секој 6 месеци треба да го информира Собранието за спроведување на препораките на овие мерки. Сега, почитуван Панчо Минов, како ќе функционира нашата правда во државата без разлика кое и да е персоналното решение за народен правобранител кога доцниме во све? Кога доцниме за секоја мерка, кога доцниме за секоја правда. Како ќе зборуваме дека една функција треба да биде извршена како што треба, кога истата е само политичка функција? Додека не ги унапредиме законите и додека не донесеме функционалност на секоја една таква позиција во државата, дотогаш ќе немаме правда и дотогаш ќе имаме многу граѓани во Република Македонија кои што ќе имаат неостварени права, кои што ќе се жалат на сите институции и за жал на истите ние можеме само тука да држиме политички говори и да се критикуваме едни со други дека сме правеле такви политички функции, односно сме поддржувале одредени политички функции. Ви благодарам.